Good evening. This is Peter Vratkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle in Nahanta. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер и добар ви еден сат во придужба на нашата македонска радиопрограма. Сите ве поздравувам и ви посакувам добро здравје, среќа и убава заедничка вечер заедно со вашите најблиски. Следуваат најновите соопштенија од Ньюкасл и околината, најнови вести од Македонија и вашите желби и честитки. Вечерва со вас е вашиот уредник и водител на македонска радиопрограма Пеце Вртковски. А сега да ги проследиме и најновите соопштенија од Ньюкасл и околината. Управата на нашата македонска општина овде во Ньюкасл организираат концерт во нашата македонска сала и тоа со најпопуларните Орце Стевковски, со Сузи и групата Оскар од Битола. И тоа на ден, сабота 25 ноември, со почеток во 7 часот вечерта. Картите се $35 по лице. Парот ја располага со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци и стокуњата со појадоци. За карти јавете се кај Крсте Топевски во салата секој понеделник и четврток од 10 до 2 сатот после пладне или на телефон 0406 95 9823 или другиот мобилни телефон 0416 373 793. Одборот при македонската општина овде во Ньюкасл организира дочек на новата година во нашата македонска сала и тоа во недела на 31 декември со почеток во 6 часот вечерта. На оваа новогодишна вечер ќе свири најдобрата музичка група Сенатор со Саре Симеонов од Ньюкасл. Цената на ова вечер е $60 за возрастни, за деца од 6 до 12 години $30 и за деца 5 и испод 5 години влегуваат бесплатно. Во цената е вклучено богато мезе, убава вечера, благо после вечерата, како и најдобрата музичка група Сенатор. Исто така барот ја располага со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци. Пакети за Македонија. За празни пакети за Македонија јавете се кај Борис Колтовски на 49 68 46 49, а полните да ги донесите кај Борис во недела на 3 декември. Исто така, почитувани слушатели, да бе обавестиме дека наредните 2 недели на 18 и 25 ноември ќе има снимена програма, но не ќе може да се емитуваат вашите желби и честитки. А сега да продолжиме со најнови вести од Македонија. Поранешна Југословенска република Македонија на 11 и 12 јули 2018 година влегува во НАТО. Прашањето за името во рацете на Косијас и Сириза. Под овој наслов грчкиот портал Defer News тврди дека постои утврден распоред за решавање на спорот со името. Повеќувајќи се на доверливи извори во грчките дипломатски кругови, порталот тврди дека според распоредот Македонија прво ќе ги повлече статутите и целосно ќе го уништи планот Скопје 2014 со цел да влези во НАТО. Прашањето за името на поранешна Југословенска република Македонија влегува во финална линија и на самитот на НАТО на 11 и 12 јули другата година 2018 во Брисел ќе има дефинитивно решение за името што ќе ја возможи на поранешната Југословенска република Македонија да влезе во алијансата. Пишува порталот и додава дека чинот ќе има символика, односно точно 10 години од ветото на Грција на самитот во Букурешт. Согласно
распоредот. Прво до февруари треба да има видлив напредок во решавање на спорот за името. Потоа во април Европската комисија во извештајот за напредок ќе побара Македонија да добие датум за почеток на пристапните преговори. Шефот на македонската дипломатија Никола Димитров вели дека единствениот распоред е тој договорен во Солун за соработка на земјите од регионот и подобрување на политичката клима, за отстранување на спомениците за кои тврди грчкиот портал. Димитров вели дека не само што нема да даваме аргументи за блокада од страна на Грција, туку постојаните аргументи ќе ги одземеме. Генерално, нашата политика е да одземеме аргументи и причини на оние кои што би сакале блокадата на нашиот европски и евроатлантски пат да остане. Разликата на сегашната надворешна политика во однос на претходната е што претходната за жал даваше аргументи на оние политички сили кои што сакаат, кои што не се посебно заинтересирани да се отворат вратите за Македонија. Ние сме заинтересирани да нема такви аргументи, не само да не даваме, туку и да одземаме. Шефот на македонската дипломатија потврди дека до крајот на месецов ќе се одржи средба за спорот за името, но во оваа фаза за ниво на преговарачките и тоа во канцеларијата на медијаторот Нимиц во Њу Јорк. Вчера и високиот дипломат во Стајт департментот Хојт Ји изјави дека е оптимист за решавање на спорот. Има уште многу работа да се заврши и тоа од двете страни. Ќе има преговори и јас сум оптимист дека ќе има решение, затоа што расположението и во Грција и во Македонија е на највисоко ниво од кога било досега, изјави Ји. Инаку, според грчкиот портал, Хојт Ји е главниот американски адут и супервизор за решавање на сите отворени балкански прашања. 18 месеци затвор доби Горан Груевски во случајот Тврдина 2. Затворска казна од 1 година и 6 месеци заработи екс-началникот на петтата управа Горан Груевски, прво обвинет за уништување на документација поврзана со незаконското прислушување. За останатите 6 вработени во управата за безбедност и контраразурњување, обвинети во предметот Тврдина 2, на специјалното обвинителство кривичниот изрече условни казни затвор. Ова е прва судска пресуда за предмет кој го застапува СЈО. Специјалното обвинителство е задоволно од осудителните пресуди, но не ја исклучува можноста да поднесе жалба до повисокиот суд. Денеска СЈО ја доби првата пресуда. Обвинетите се осудени, а ваквата пресуда беше според нашите очекувања. Ние сме задоволни, но ќе ја почекаме пресудата и ќе ги разгледаме аргументите на судот, па ќе одлучиме дали ќе се жалиме, рече Ристовска. Жалби до апелација најави одбраната на Груевски. Тие и натаму тврдат дека во овој предмет не постои кривично дело и дека специјалното обвинителство не е надлежно да го застапува ова обвинение. Очигледно со судот имаме различна диоптрија на гледање на работите и на начинот, односно објектот на заштита кој може да биде предмет на оваа кривично дело, и од тие причини ние ќе поднесеме жалба на овие околности и на околностите околу надлежноста која ја оспоривме во текот на завршниот збор, истакна Шврговски. Горан Груевски е неговиот колега Никола Бошковски и натаму се наоѓаат во екстрадиционални притвор во Грција, каде на 1 декември ќе им се суди за употреба на лажни патни исправи. По враќање во земјата, Груевски има законско право да бара повторување на целиот судски процес за Тврдина 2, кој се одвиваше во неговото отсуство. Од МВР Подпладнево потврдија дека и Груевски Бошковски се уште вработени во УБК, но нивните работни позиции се ставени во мирување и тие не земаат плата. Во работен однос се и 6 осудени службенички, за кои во мај годинава била затворена дисциплинската постапка. Спасовски вели: премиерот Зоран Заев веќе 2 години е под постојани закани за атентат. Повеќе од 2 години Заев е под
постојана закана од атентат, потврди првиот човек на полицијата Оливер Спасовски. Заканите според МВР започнале уште со објавата на првите така наречени бомби, а траат и сега кога лидерот на СДСМ седна во премиерската фотелја. Од 2015 година Заев е под постојани закани за атентат. Службите преземаат сериозни мерки за обезбедување на премиерот, но и за сите други функционери, изјави Спасовски на брифинг во МВР. Тој тврди дека заканите се повеќе индиректни, но Заев ги пријавил во полиција и побарал полициско обезбедување уште пред да стане премиер. Спасовски не открива колку лица во моментот го обезбедуваат премиерот, но вели дека бројот е помал споредено со претходните премиери. Заев во интервју за црногорска емисија Жива вистина изјави дека од аналитичари е предупредуван за можен атентат во пресред на идното членство на Македонија во НАТО. Во 2008-та весникот Време објави дека во првите 2 години од владењето дури 2 пати биле спречени обиди за атентат на поранешниот премиер Груевски. Речиси, целокупниот државен врв беше под засилен безбедносни мерки и во периодот по акцијата во Диво населје. Непосредно по промената на власта на удар беше и екс-министерот на здравството Тодоров, во кого беше пукано со огнено оружје, а опозицијската ВМРО-ДПМН оцени дека се работело за обид на атентат. А сега одиме со вашите желби и честитки. Со песната Керка ни се роди. На керката Сузи и зетот Миле Савески. Им ја честитаме новородената керка Аријана, нека ни е жива и здрава и весела со брз напредок, да расти голема мома македонка и до година со братче да се радува. На дедо Саве и баба Лена Савески честиту бабата внука. Нека му е жива и здрава и весела. Ова сето од се срце го посакуваат дедо Мирко, баба Иванка Стојановски со цела нивна фамилија. Денес керка ми се роди, милост Божја убавила. Абе, браќа, мајко моја, од далечна Австралија. Денес керка ми се роди, милост Божја убавила. Мајко моја, спремај плячките, бргукај нас ти да кинисаш, со нас радости да споделиш, каква радост да се памени. Бујрум куме мои роденини, спремај ме за керката. Сите ние да наздравиме, за наше чедо да честитаме. Денес ние в црква ојме, црква наша православна. Хајде куме име кажи, а ти Отче благослови. Денес ние в црква ојме, црква наша православна. Хајде куме име кажи, а ти Отче благослови. Мајко моја, спремај плячките, бргукај нас ти да кинисаш, со нас радости да споделиш, каква радост да се памети. Бујрум куме мои роднини,
naše čedo da čestita Majko moja, spremaj tačkite, brgo kaj nas kina kinisac. So nas radosti da spodeliš, takva radost da se pameti. Bujrum kume moji rodnini, spremaj ime za naše čedo da čestita Со песната Крштевка на крштеничката Микајла Масалковска, да ја честито името и од Бога благословено, да е здрава, жива, да расти голема и до година со братче. На родителите Златко и Билјана честит убавата радост. Овие искрени желби се од нумкото Сашо, нумката Тања, со децата Максим, Джесика и Семјул Стојчевски. Роднини, пријатели,
Со песната Крштевка на нашата ќерка Микајла Масалковска и ја честитаме Крштевката со желби за весело и напредно детство, да расти голема и среќна, а на кумовите Сашо и Тања со фамилијата честито. Со песната Крштевка на нашата ќерка Микајла Масалковска и ја честитаме Крштевката со желби за весело и напредно детство, да расти голема и среќна, а на нумкоите Сашо и Тања со фамилијата честито кумството, да имат убав и среќен ден и кај нив да е вратено од децата за свадби и крштевки. Овие желби се од таткото Златко, мајката Билјана Масалковски. Исто му посакуваме на сите гости убав ден и добро расположение. Крштевка наша да прославиме, полни чаши вино наздравуваме, зачетото наше да заиграме. Крштевка денес ние правиме, со љубов сега да наздравиме, дучето весело насмејано, од Бога да е благословено. Крштевка денес ние правиме, со љубов сега да наздравиме, дучето весело насмејано, од Бога да е благословено. Роднини, пријатели, верни другари, весело се збрале сомбераци, свирачи ни свират песна весела, повторно до година радост голема. Крштевка денес ние правиме, со љубов сега да наздравиме, дучето весело насмејано, од Бога да е благословено. Крштевка денес ние правиме, со љубов сега да наздравиме, дучето весело насмејано, од Бога да е благословено. Крштевка денес ние правиме, со љубов сега да наздравиме, дучето весело насмејано, од Бога да е благословено. Крштевка денес ние правиме, со љубов сега да наздравиме, дучето весело насмејано, од Бога да е благословено, од Бога да е благословено. Продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Крштевка на милата внука Микајла Масалковска и го честитаме кршевањето, исто и пожелуваме се најубаво во незиниот живот. Да е среќна и довгодина со братче да се радува, на синот Златко
и Билјана честито радоста и на сите гости добро расположение. Овие желби се од дедо Пецо и баба Јованка Масалковски. Сонце огреа, денот се разбудува, среќен ден е денеска, чедо ке си крштева, полна ми е душава, од радост голема, ајде куме крштевај, среќно ја Илија. Сите дани дојдете, крштевка да правиме, радост да споделиме, да се напиеме, ајде раце кренете, денеска е голем ден, татко јас сум најсреќен, ајде да запееме. Гости мили роднини, вие сте ми најдраги, сакам да сте весели, среќни и насмејани, полна ми е душава, од радост голема, ајде кумо крштевај, среќно и ја Илија. Сите дани дојдете, крштевка да правиме, радост да споделиме, да се напиеме, ајде раце кренете, денеска е голем ден, татко јас сум најсреќен, ајде да запееме. Сите дани дојдете, крштевка да правиме, радост да споделиме, да се напиеме, ајде раце кренете, денеска е голем ден, татко јас сум најсреќен, ајде да запееме. Со песната Крштевка на внуката и братучета Микајла Масалковска, среќна Крштевка да ја честито името, да е среќна и радосна цел живот, на родителите гордост и честито убавата радост. Сето тоа е од Чичо Зоран, Нина Марија и брачедите Изабела и Марко Масалковски, како и тетин Александар, тета Даниела и братучедите Доменик Котевски. Крштевка денес правиме, за чето име славиме, нашето чедо најмило, радост што ни подарило, куќата ни развесели, на Крштевка не покани. Mamino stato, mio na tato, na
babino. Rasti mi rasti, kujka krasi, uva hopnuće delino. Mamino sato, milo na tato, na babaše do babino. Rasti mi rasti, kujka krasi, uva hopnuće delino. Tuka je cela rovnina i gosti so familija. Aj si te dana zdravi me, čestito ime da mu je, da ima detstvo bezbrižno i zdravo živo veselo. Mamino zlato, milo na tato, na babače do babino. Rasti mi rasti, kujka krasi, uva hopnuće delino. Mamino zlato, milo na tato, na babače do babino. Rasti mi rasti, kujka krasi, uva hopnuće delino. Godina skoro ke dojdi, če do toke ni prodi, ke uči prvi zvolovi, od majka što mu govori, golemo dani porasni, za svatba dane pokani. Mamino zlato, milo na tato, na babače do babino. Rasti mi rasti, kujka krasi, uva hopnuće delino. Mamino... Со песната Кршевка. На внуката и братучета Микаила Масалковска, честито Кршевката да е здрава, жива и многу среќна, да расти голема со гордост на мама и тато. Среќен и убав ден на сите гости. Овие желби се од Војче Никола, Војна Јелена и братучедот Стефан Станчев, како и тета Сендра, тетин Бобан и братучедите Кристина и Лазар Љубисајлевиќ. Široki poti, voravni vodi, oro i pesna neka se ori. Vesela pojka, Krštevka pravi, sreće nedeljno, dene se slavi. Vesela pojka, Krštevka pravi, sreće nedeljno, dene se slavi. Krštevka naša čestita daje i kaj što nema vrateno daje. Nučena dedo, milona baba, čedo na tate, radosna mama. Nučena dedo, milona baba, čedo na tate, radosna mama. Čujte! Počujte! Radio Vama. Do majki naren, mnogo je palen, od srca
srce čestika neki gosti. Rakija stara, meze što vara, crveno vino, prasence fino. Rakija stara, meze što vara, crveno vino, prasence fino. Se smeje, ubavo moje, neka se znaje, neka se čuje. Podiga čaša, pije sonera, svega da pati kuma vodera. Podiga čaša, pije sonera, svega da pati kuma vodera. Со песната Кршевка на внукат и братуџеда Микајла Масалковска, да ја честитаме Кршевката, да ја стрекна Кршевката, честито и вековито името, да е здрава, жива и да расти голема и до година со братче да се радува. На родителите Златко и Билјана честито убавата радост. На нумкото со фамилијата и на дедото Пецо, баба Јованка и сите гости добро расположение. Овие убави желби се од дедо Коле, баба Милица, Чичо Стевче, Нина Сузен, со децата Сијана, Калиста и Касандар Стојчевски. Makedonski, na majka tatko
Сега, почитувани слушатели, да ги повториме уште една соопштението од Њукастел и околината. Управата на нашата македонска општина овде во Њукастел организираат концерт во нашата македонска сала и тоа со најпопуларниот Орце Стефковски со Сузи и групата Оскар од Битола. На ден сабота 25 ноември со почеток во 7 часот вечерта. Картите се $35 по лице. Барот ја располага со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци, исто куњата со појадоци. За карти јавете се кај Крсте Топевски во салата секој понеделник и четврток од 10 до 2 сатот после пладне или на телефон 0406 959823 и другиот мобилни телефон на Крсте 0416 373793. Одборот при македонската општина овде во Њукастел организира дочек на новата година во нашата македонска сала и тоа во недела на 31 декември со почеток во 6 часот вечерта. На ова новогодишна вечер ќе свири најдобрата музичка група Сенатор со Саре Симеонов од Њукастел. Цената е $60 за возрастни, за деца од 6 до 12 години $30 и за деца 5 и помали од 5 години влегуваат бесплатно. Во цената е вклучено богато мезе, убава вечера и благо после вечерата, како и најдобра музичка група Сенатор. Исто така, на ова вечер барот ќе располага со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49 68 46 49 за да си земите празни пакети, а полните да ги донесите кај Борис во недела на 3 декември. Да ве обавестиме, почитувани слушатели, наредните 2 недели на 18 и 25 ноември ќе има снимана програма, но не ќе може желби да се емитуваат. Сега одиме со најновите вести од Македонија. Годишно од 5000 смртни случаи во Скопје, околу 1000 се поврзуваат со загадениот воздух. Штетните честички се една од причините за зголемениот број на лица со респираторни заболувања, срцеви и мозочни удари, тврдат од Институтот за јавно здравје. 30 до 40% може да се спасат ако ги спуштиме концентрациите на европскиот лимит, изјави засител професорот доктор Драган Ѓорѓев, експерт за јавно здравство во ИЈЗ. Според податоците од Министерството за животна средина, изминатите 10 месеци, граѓаните во главниот град дишеле загаден воздух меѓу 79 и 139 денови. Професорот Ѓорѓев е категоричен дека Скопје ги има сите можни загадувачи. Извори на загадување најмногу 40% е греењето, транспортот и секаква дивна урбанизација. Ги затнува каналите на проветрување и имитира висока концентрација на прашина, вели професорот Ѓорѓев. Деновиве кога загаденоста на воздухот во Скопје е уште неколку градови е неколку пати над дозволеното за да се спаси здравјето на граѓаните, професорот Ѓорѓев предлага надлежните да превземат итни мерки. Да се направи регулација на сообраќајот и да биде рестриктивен во централното градско подрачје, да се засили јавниот превоз, да се субвенционираат социјално загрозените за грејање, зашто тие користат најквалитетно грејање, додаде професорот. Најнеквалитетно грејање, додаде професорот Ѓорѓев. Според искуствата од други земји, во критични периоди кога загаденоста на воздухот ќе биде алармантна, неопходни се и вонредни мерки за заштита на населението. Децата да не се одина во училиште, во градинка и на работа, препорачуваат експертите. Никола Димитров вели, до крајот на ноември средба на проговорачки за спорот на името. До крајот на овој месец ќе се одржи средба на ниво на преговарачи во врска со спорот за името. При крај сме со утврдување на датумот. Во ова прва фаза нема да има посета на медијаторот Метју Нимиц на регионот. Најверојатно тоа ќе биде овој месец и штом сето тоа се дефинира,
ќе се информираат од канцеларијата на медијаторот. Ова го изјави шефот на македонската дипломатија Никола Димитров на денешната пресконференција во владата на која беше најавено одржување на дигитален самит на Западен Балкан, чиј домаќин следната година ќе биде Република Македонија. Коментирајќи ја изјавата на американскиот заменик помошник државен секретар Хојд Брајан Ји, дека решавањето на прашањето за спорот со името е досега најблиску до изнаоѓање решение. Димитров посочи дека постои обид да се создаде една позитивна клима која според него се должи на научната лекција со Македонија која беше оставена долго време да чека во чекалната на Европската Унија. Во тој процес, јас би сакал покрај убави зборови да има и конструктивни ставови, бидејќи тоа ќе биде поучно. Факт е дека тоа беше процес што беше во застој подолго време, меѓу другото и поради тоа што се наметна други прашања кои сами по себе представуваат пречка на нашите интеграции покрај или градејќи над пречката околу разликата за името, демократски пат, проблемите со зависно судство, со неслободни медиуми. Бидејќи има еден сериозен напор со политичката промена што ја доживеа Македонија да се работи на отстранувањето на овие пречки и има и известна лекција. Што се случува кога ќе затворите една земја, кандидат, во чекалната предолго време, можно и да се изгуби компасот. Тоа нам ни се случи. Од тука има една политичка волја, еден оптимизам, да се извлече лекција и да се отворат вратите. И оттаму вакви охрабувачки пораки, вели шефот на дипломатијата Димитров. Запрашан што ќе се подразбира под распоред во однос на активностите за надминување на спорот, министерот Димитров посочи на она што било разговарано на средбата со неговиот грчки колега Никос Косијас во рамки на 4 латералните самит во Солун. Тогаш разговаравме со кои области и како можеме таму каде имаме сродни или исти интереси да ја развиеме соработката поради создавање на позитивната клима која што на некој начин ќе ја заокружи областа каде што имаме очигледни разлики, како што е разликата околу името. Така што рано е нешто конкретно за да се зборува. Тогаш разговаравме за соработка на ниво на невладини организации, академци, универзитети, некои други конкретни работи, летни пожари, појасни Димитров. Според него, многу важно е што се прави во однос на најавите. Многу е поважно и што се прави околу што се најавува. Генерално, нашата политика е да одземеме аргументи на оние кои би сакале блокадата на нашиот евроатлантски пат да остане. Разликата на сегашноста на дворешната политика во однос на претходната е што претходната за жал даваше аргументи на оние политички сили кои не се посебно заинтересирани да се отворат вратите на Македонија. Ние сме заинтересирани да има такви аргументи, не само да не даваме, туку и да одземаме аргументи, порача Димитров. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната програма и на сите ви посакувам добро здравје, успех до идната сабота во истото време од мене Пеце Вртковски. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање. You have been listening to the Macedonian program on 2NU.